Добар ден, драги гледачи. Ова е новото издание на Откриени тајни. Како што знаете, нов концепт, куси мотивацијски предавања кои што траат 20 минути. Она што го обработуваме во нашите емисии се 24 карактеристики на генијалците. Доктор Алфред Бариос во 80-тите години има откриено дека сите генијалци има 24 заеднички карактеристики. Но дека тоа не се генетски предиспонирани луѓе за да бидат генијалци, туку се тоа карактерни особини кои што тие ги вградиле како дел од својот карактер, на некој начин успешни навики кои што ги створиле да бидат генијалци. Тоа е нашата цел, да ги промовираме овие карактеристики и едноставно да помогнеме на успехот на вас, гледачите, за едноставно да имаме и поуспешен живот, но и посреќен, живот исполнет со комуникација, живот исполнет со постигнати цели и живот исполнет со забава. Барем тоа е мојата цел на сите овие емисии кои што ги работам. Во оваа емисија на Откриени тајни ќе се фокусираме на две нови карактеристики, а тоа е подготвеност да се ризикува и динамична енергија. И она што го препорачува доктор Алфред Бариос, вели дека кога еднаш ќе сватиме дека можеме да учиме од нашите грешки, ние нема да се плашиме да преземеме ризици. Тоа е карактеристиката подготвеност да се ризикува. И во минатите емисии, ако не ги следевте, ве упатувам да ги гледате на YouTube каналот мој или на мојата Facebook страна, каде што се постирани сите претходни емисии, ако сте ги пропуштиле, зборував во одредена мера на тема ризик. И она што го кажав е дека во животот имаме три состојби на постоење. Реков дека има едно старо филозофско правило, дека човекот треба да одлучи што ќе биде, па на крај дека ќе прави нешто и како резултат на сето тоа дека треба да има нешто кое што го посакува. Многу често седиме и сакаме да имаме нешто, сакаме да имаме некаков резултат, но она што е најбитно е дека треба да преземеме акција, за тоа ќе зборам во оваа емисија кога ќе зборам за динамична енергија, но она што е најбитно е да одлучиме да бидеме нешто, да бидеме дел од животот и постоењето. Ние сме, самиот збор биди значи да живееме, да бидеме, да фатиме простор, да постоиме. Колку помалку ризици сакаме. Гледате, животот и живењето е полн со препреки и со можни неуспеси. Ако се плашиме од можните неуспеси, тогаш едноставно ќе се повлечеме во една затворена зона, комфорт зоната. За секој човек си има различна комфорт зона. Имате некој човек кој што не сака да излезе од дома. Имате некој човек кој што зоната на удобност му е можеби само работното место. Можеби станува збор за нешто кое што не спречува, кое што е дел од нас, кое што ги уништува нашите цели, кое што сака на некој начин да не саботира, да итаме кон целите, затоа што секоја цел која што ќе си ја поставиме е исчекорување надвор од комфорт зоната. Луѓето сакаат да поставуваат некојаш големи цели, некојаш помали цели, затоа нема да зборам оваа емисија, но она што сакам да го кажам е дека секогаш за да постигнеме некоја цел, а тоа е нешто што треба да го имаме, мораме да одлучиме да бидеме дел од животот и од постоењето. Сега тука се сите овие карактеристики кои што ги промовираме во овие емисии, 24 карактеристиките на генијалците се фактички карактеристики на биди. Се додека не одлучиме што ќе бидеме, на некој начин да го наштелуваме нашиот ум за успехот кој што сакаме да го постигнеме, а тоа е целта, нема да можеме да дојдеме до ова. Ете, ако проблемот е ако немаме резултати во нашиот живот, можеби треба да работиме точно на оваа компонента биди, а тоа е поврзано на еден или друг начин со ризик. Што тоа значи? Дека јас, ако сакам да бидам, ќе дојдам и ќе ја презентирам темата која што сакам да ја презентирам денес, како земам тоа од мојот живот. Гледате, доаѓам, излагам пред вас, заземам некаков простор, сакам да комуницирам со мојата публика. Точно е, можам да направам грешка, може што и да е да се случи во остварување на мојата цел, но сум волен да бидам. Ако го земеме животот како сцена, ако сте актер и ако го живеете животот на тој начин, ако направиме една споредба, вие мора да ја освоите сцената. Сега точно е дека имате публика од другата страна, но вие сте тука и дека правите нешто за другите луѓе. Животот и постоењето е на сличен начин, односно исто. Гледате, имаме некаква цел, но мораме да опфатиме некаква сцена. Дали е тоа домот, дали е тоа работата, дали е тоа што и да е што сакаме да направиме, можеби сакаме да идеме на ново место, на годишен одмор, мораме да опфатиме некаков простор или некаква сцена. Колку поголем простор опфаќаме, повеќе сме. Колку помал простор опфаќаме, на некој начин помалку сме, затоа што постоењето или да биде е исклучиво поврзан со колку човекот сака да опфати простор. Ако сакате да опфатите помал простор,
И ако сакаме да влеземе во помалку игри во животот и постоењето, кога ќе кажам игри, мислам на позитивни игри, мислам дека ќе поставиме цели, дека ќе ги надминеме препреките кои што ни се појавуваат на патот, но целите ќе ги поставиме. Ако сакаме да немаме многу ризици, ќе бидеме повлечени од животот и постоењето. Ако сме спремни да се соочиме со предизвиците, да ги соочиме ризиците и да сватиме дека мораме да исчекориме во животот и постоењето за да имаме убавина, среќа, задоволство и така натаму. Што сме поповлечени во нас, помалку комуницираме, помалку поставуваме цели, помалку сакаме да искусиме простор. Гледате, да бидеме нешто значи да сме волни да искусиме нешто. Да искусиме и позитивно, но исто така да искусиме и негативно. Луѓето кои што само сакаат да искусуваат победи, ќе се плашат да бидат, поради тоа што не се спремни да го искусат и горчливиот вкус на поразот. На некој начин така растеме. И тоа е тоа што ни го советува Алфред Бариос. Ако можеме да сватиме дека од сите тие разочарувања, неуспеси, можеме барем едно нешто да научиме. Можеме тоа како податок да го земеме и да пробаме повторно да ја оствариме целта со податоците кои што сме ги добиле од самиот неуспех. Но, за сето тоа да се случи, мораме да одлучиме да бидеме. Но како да бидеме е прашањето. И тоа е тоа што сакам во оваа емисија да го нагласам и за тоа е тоа за кое што сакам да зборам. Во мојата емисија многу често зборам за позитивни емоции, за позитивна енергија, пак ќе кажам, за комуникација. Гледате, човек кој што не сака да опфати простор, кој што не сака да соочи луѓе, кој што не сака да соочи можеби камера, кој што не сака да соочи публика, не може да биде. Но прашањето е колку уживаме во тоа што го правиме во сцената на животот и постоењето. Ако земеме еден глумец, успешниот глумец, или некој фудбалер, некој спортиста, гледате, ужива во тоа што го прави. И ако имате во споредба со него некој кој што не ужива во тоа што го прави, во својата работа, може да земете некој сценски уметник или можеби некој пеач. Замислете колку комуницира со публиката ако ужива во тоа што го прави. И верувајте ми, еве и за мене како мотивационен говорник, во колку не уживам во пренос на информацијата до вас, можеби нема да биде ни мојата комуникација ефективна. Поради тоа што повеќе бегаме од сцената и постоењето и не сакаме ризици, толку помалку сме ефективни во нашето комуницирање со околината. Едноставно човек што сака да биде, значи дека е човек што сака да комуницира, е човек кој што не гледа премногу во ризиците на постоењето. Но кога имаме многу загуби во животот и во постоењето, трауми, негативни искуства, разочарување, тоа не спушта со емоциите, не прави исплашени, не прави огорчени, не прави сомничени, не прави во тага, не прави во апатија. Гледате, тука почнува видикот да ни се менува и почнуваме да гледаме ризик во се. Гледате, почнуваме да мислиме негативно. Во претходните емисии зборев за ентузијазам, зборев за оптимизам, зборев за храброст. Сите тие работи се поврзани. Денеска зборувам за уживање во постоењето. Ако немаме уживање во животот, во постоењето, во работата, во сето тоа што го правиме, не можеме да имаме успех. Човек кој што е компетентен, а под компетентност поразбирам некој кој што добро го прави тоа што го прави. На работното место, во животот и така натаму, компетентниот уметник е некој кој што ужива во тоа што го прави. Балерина, која што освојува својата сцена, која што комуницира со публиката, ужива во тоа што го работи. Уживањето во работата е клучниот фактор за компетентноста и да бидеме добри во тоа кое што го работиме. Поради тоа е многу полесно да бидеме во некоја професија или да работиме некоја работа во која што уживаме и која што ја сакаме, наспроти ако работиме некоја работа каде што нозете ни се враќаат назад и не сакаме да бидеме на сцената. При тоа што мислам дека секој еден од нас на ова парче земја постои за да искрира некаков ефект, но тоа знае само тој. Што е тоа што му е најблиско до срцето, зашто му чука срцето и што е тоа што сака да го постигне и да го искрира за другите. Каков ефект сака да предизвика? Добрата балерина, сценскиот уметник, сака да крира ефект, сака да ги зголеми емоциите на публиката, едноставно се замеда дома срекни, весели. Но тоа публиката го чувствува, поради тоа што таа чувствува дека тој ужива во изведбата која што тој ја има.
Ако го споредиме животот со сцена, пак ќе кажам, дали уживаме во улогата на сопруг, дали уживаме во улогата на родители, дали уживаме во улогата на пријатели. Дали сме таму и сме волни да сме таму, кога уживаме, сме волни да го фатиме просторот. Кога не уживаме, едноставно се повлекуваме, имаме помала комуникација, се затвараме во едно буре и едноставно животот ни изгледа полн со ризици. И се тука зборувам за подготвеност да се ризикува. Пак ќе кажам, ако еднаш сватиме дека можеме од секој неуспех да извлечеме нешто добро, тогаш нема да бидеме исплашени премногу од можноста да се преземе ризик. Затоа што гледате, ризикот е секогаш излегување надвор од комфорт зоната. И тоа го представив и на овој начин во претходните емисии. Ако ова е зоната на удобност, и тука знаеме се ни е познато, сме сигурни, сигурноста доаѓа од знаењето. Колку повеќе знаеме во врска со нешто, толку повеќе се чувствуваме сигурни, едноставно толку може од нас да излезе позитивна енергија за тоа што сме спремни. Колку повеќе излагаме надвор од таа комфорт зона, но мораме да излеземе од комфорт зоната поради тоа што мораме да се шириме, сакаме да фатиме повеќе простор. Гледате, можеби добиваме унапредување на работното место и однаш се чувствуваме не толку сигурни како на претходното работно место, поради тоа што на новото работно место не знаеме се. Преземаме некој нов идентитет, нова улога во животот, не знаеме, но едноставно сме волни да бидеме. Затоа што мораме да менуваме секогаш помеѓу знаење и волност да не знаеме. Зборавме за тоа во претходните емисии. Ако во комфорт зоната имаме целосно знаење за работите, кога излагаме надвор од зоната на удобност, не знаеме. Но живеејќи го животот, учиме. Ете, не можеме се да знаеме, па тек тогаш да тргнеме. Зборував пред некое време бев на една друга емисија каде што ме праша за перфекционизмот. Супер е да бидеме перфекционисти. Да го бараме најдоброто од себите. Гениалците го бараат најдоброто од нив и очекуваат многу повеќе од себе си отколку од другите. Но многу често, она што го гледам, е луѓето перфекционизмот го зимаат како оправдување поради тоа што не се волни да искусат малку нелагодност и страф. Гледате, страф од непознатото секогаш го имам. Но тоа е конструктивен, добар страф, поради тоа што едноставно не тера да бидеме повеќе. Колку повеќе го осознаваме тој простор, таа зона на нелагодност почнува да се смалува и сега ова не станува нашата зона на удобност. Поради тоа што тука почнуваме да знаеме се. Ако се вратам за примерот на работното место, имаме ново работно место, веќе сме ги совладале сите работи поврзани со новото работно место и едноставно немаме толку вознемиреност, чувствуваме повторно, удобно и сме во таа комфорт зона. Но тогаш треба да знаеме дека работите почнуваат да идат малку во понадолна насока. Гледате, во овој универзум ништо не обстанува на исто ниво. Или ќе се зголемува, или ќе паѓа. Ако ја земеме врската, на почетокот имаме мала зона на нелагодност. Сакаме девојката да не биде наша девојка, едноставно сме нелагодни, но имаме некој позитивен страф, некоја позитивна нелагодност, сакаме да бидеме интересно, ние ја постигнуваме целта, почнуваме се чувствуваме лагодно, почнуваме се чувствуваме убаво, но едноставно почнуваме врската да ја земеме здраво за готово и почнуваат работите да додат малку полошо, почнуваме да се караме, почнуваат кавги. Зашто? Поради тоа што не ја шириме зоната на постоење. Треба да поставиме нови цели. Како излегуваме од зоната на удобност? Поставуваме повисоки цели. Кога ќе поставиме повисоки цели, имаме препреки, надминувајќи ги препреките, имаме нелагодност, но знаеме дека идеме негде. Дека имаме цел. Ако немаме цел, сме изгубени во животот. Идејќи кон таа цел, чувствувајќи таа нелагодност, како доаѓаме до целта, што би рекол еден мој пријател, неизвестноста ја претвараме во известност и тоа ни дава сигурност. Или ја што би рекол, незнаењето го претвараме во знаење и на тој начин почнуваме да чувствуваме сигурност. Но мораме да ризикуваме во животот и постоењето, инаку работите нема да бидат исто. Почнуваат да додат малку на полошо. Исто и со работното место. Ако го земеме здраво за готово, почнуваат работите да додат малку полошо, почнуваме да наоѓаме мани, критикуваме околу нас и така натаму. Секош мора да поставуваме цели. Сега другото нешто за кое што сакам денеска да зборувам е динамична енергија. И она што го кажува доктор Алфред Бариос, што е карактеристика на гениалците, вика: немојте да седите и да чекате нешто добро да се случи, бидете одлучни
да направите тоа да се случи. За мене тоа е клучот. Поради тоа што гледате, секој еден од нас причинува некои работи во животот. Сакаме да искрираме нешто, сакаме да направиме нешто. Мојата цел е едноставно да го пренесам знаењето на мојата публика, на тој начин да го подобрам животот и постоењето. Секој има своја цел, секој причинува нешто. Но ако чекам нешто добро да се случи, обично никогаш не се случува. Ако постои магија во животот и постоењето, за мене магијата е акцијата. Гледате, кога човекот е вистински одлучен да направи нешто, тогаш акцијата следи. Се додека не одлучиме, не се посветиме на нешто, не можеме да преземеме акција. Колебањето е тоа кое што не кочи да преземеме акција. Сте биле некојаш у ситуација која можеби сте биле депримирани и едноставно почнуваме да мислиме постојано со мислите? Кога сме во некоја пониска енергетска состојба, емоционална состојба, имаме премногу мисли во даден момент. Тогаш не преземеме акција. Мислиме многу на последиците, што ќе се случи. Некојаш сето тоа е подсвесно. Едноставно како една машина да се вклучува. Од нашата подсвест се почнува да мислиме. И мислам дека сме многу зафатени во тој период од неработење ништо, а мислење на многу. Американските индијанци имаат нешто кое што го велат болест од долго мислење. Колку многу мислиме, повеќе и повеќе мислиме за последиците или акциите кои што ќе ги преземеме, едноставно толку повеќе сме стопирани, самите ние се кочиме. Ете, кога имаме премногу мисли, не сме во добра состојба поради тоа што не сме. Човек кој што вистински е, донесува за 1 милисекунда одлука и наредното нешто кое што следи е акцијата и на крај на сето тоа има резултат. Но зошто се плашиме да бидеме, е поради тоа што се плашиме какви ефекти, какви последици ќе имаат нашите акции кои што ги правиме во секојдневието. Но ако премногу мислиме за последиците, веќе ја напуштаме една од претходните карактеристики на генијалците, тоа е оптимизам и ентузијазам. Колку сме повисоко со емоциите, со повеќе вибрираме, повисоко вибрираме со нашите емоции, толку помалку мислиме. Фактички знаеме. Сигурноста, знаењето е еднакво на акција. Човек кој што не е сигурен, кој што мисли премногу, ќе го видите прво изгледа на следниот начин, но исто така е стопиран. Поради тоа што мислите го стопираат. Фактички самиот се стопира поради тоа што не е волен дискуси, исто така и пораз. И многу често на луѓето им кажувам едноставно преземете спонтана акција. Колку често во животот спонтаните акции биле баш исправните. Тоа не значи дека не треба да донесеме одлуки и да размислиме, но не треба да премислуваме. Колку повеќе се обидуваме да мислиме, обично ја спуштаме нашата сигурност и самодоверба, поради тоа што сигурноста и самодовербата е верба во сопствените одлуки и верба во тоа да го одбереме својот пат. Секој еден човек во својот живот си го знае патот кој што треба да го оди. И секој човек има одговорност едноставно да се даде себе си на околината и да ужива во тоа што го прави, поради тоа што ние сме тука да помогнеме и да искриваме позитивни ефекти за другите луѓе. И кога сме веќе на оваа тема, одлуката е поврзана со одговорност, а тоа е поврзано со биди. И во моментот кога ќе одлучиме дека ќе бидеме нешто и сме одлучиле да правиме нешто, само после тоа следи акцијата. Се додека се колебаме, се додека не сме на чисто во нашите мисли, што е тоа што сакаме да го правиме, нема да преземеме акција и нема да бидеме дел од животот. Како што еднаш го кажав примерот, може имате некој момче кој што постојано мисли да бидам со девојката, да не бидам со девојката. Гледате, тој 7 години може мисли на тоа дал сака да е дечко или не. Ама не е дечко. Едноставно бидете храбри да донесете одлука, поради тоа што тоа е поврзано со храброст. Но исто така, во животот ако сватиме дека сме направиле грешка, секогаш можеме да се обидеме, барем да ја коригираме или едноставно да искомуницираме со луѓето и да им објасниме дека можеби сме погрешиле тогаш и сега сакаме да го направиме исправниот чек. И уште нешто кое што сакам да го кажам, затоа што во самиот текст господинот Бариос вели не чекајте нешто да се случи. Чекањето е нешто кое што ни предизвикува загриженост. Колку повеќе чекаме, фактички проблемите во животот и постоењето не напаѓаат. Ако сте загрижени за некој проблем
тоа значи дека премногу мислите во врска со тоа. Тоа значи дека проблемот вас ве напаѓа. Она што треба вие да го направите, ако е проблемот, ако имаме некој проблем, и ова сме ние, проблемот, кога ќе почне да не напаѓа нас, тогаш ние имаме загриженост во врска со прелогот. Со други зборови, чекаме нештото да се случи. Немојте да чекате. Бидете одлучни да направите нешто добро да се случи. Ако преземеме одговорност за тоа и тргнеме во акција, комуницираме со луѓето, почнуваме да наоѓаме решенија, преземаме пример. Имаме некој, како што го спомнав еднаш, имаме пример на некој човек кој што паркирал и не затворил со кола и чекаме сега да дојде човекот да ја препаркира колата. Можеме да секогаш да преземеме нешто, можеме да отидеме да бараме каде се наоѓа тој човек. Самата акција предизвикува човекот вистински да се појави. Секогаш во животот можеме да направиме нешто во врска со работите. Кога ќе мислиме дека безцелно е и дека не можеме ништо да направиме, едноставно тогаш почнуваме да идеме во тие депресивни состојби, во тага и така натаму и така натаму. Така, мотото е дека секогаш можеме да направиме нешто во врска со проблемот. И кога зборуваме за акции, кога зборуваме за биди, сакам да кажам за крај еден пример. На социјалните мрежи баш слушав за каде што исто еден мотивационен говорник говореше за едно племе од Африка кое што се вика Нубу. Каде што тоа било единственото племе кое што не било напаѓано од диви мачки. Мислам дека стана збор за лавови. Така да немале жртви и единственото племе кое што немало жртви и луѓето не били изедени од лавовите било тоа племе Нубу. Сега, од Америка отишол некој човек да збори со поглавицата на племето да дознае зошто токму ова племе немало жртви поврзани со јадење од лавовиве. И она што го сватил, што го обзервирал овој амерички научник, било дека кога оделе, имале сигурност и самодоверба, едноставно биле волни, ја тоа што би го рекол, да бидат. Кога сме волни да бидеме и кога имаме сигурност и самодоверба, кога имаме намера, препреките од патот попуштаат. Ако не сме сигурни и немаме самодоверба, препреките на животот и постоењето ќе ни станат многу поблиску до нас и ќе не повлечат во затвореност, во буре и едноставно нема да гледаме решенија. Но ако сме волни да бидеме, ако сакаме да имаме сигурност и самодоверба, баш како што овие од Нубу племето настапувале, гледате, еманирале, оддавале сигурност и самодоверба и околината тоа го чувствувало. И америчкиот научник го прашал по главицата, добро, стварно никогаш не сте имале жртви од јадење од лавовите? Вика, не, си има случајно неколку пати да изгубиме луѓе. Го прашал, добро, зошто сте ги изгубиле овие луѓе? Вика, ќе отидоа доле во некоја продавница, ќе се напиле и кога биле пиени, вика, не одеа како што треба. Така, затоа што не биле на чисто со својот ум, ја немале таа сигурност, ја немале таа самодоверба, не биле тоа што требало да бидат, за да не бидат изедени, да не бидат жртви на лавовите. Но во животот е така. Или ќе имаме сигурност и самодоверба и ќе ги наметнеме нашите цели на околината, затоа што не мораме да бараме одобрение од другите луѓе да бидеме. Ние сме. Зошто да бараме дозвола за нашето постоење? Зошто да бараме дозвола за целите кои што сакаме да ги постигнеме? Тука сме за да искрираме нешто добро за овој свет. И мислам дека со тој би ја завршил оваа емисија. Треба да знаеме дека за да тргнеме и да оствариме нешто, треба да имаме барем некоја сигурност во самите нас. Но кога ќе се впуштиме во животот и постоењето, на што треба да го знаеме е дека ќе не идеме на препреки и едноставно од тие препреки и тие проблеми треба да собереме ново знаење за да можеме да бидеме многу повеќе. Разговарав со една моја пријателка пред некое време во врска со спортот и зошто некогаш имаме љубомора кон подобрите од нас во нашата земја. Не им се восхитуваме на луѓето кои што се успешни, туку едноставно сакаме да ги омаловажиме, некогаш сакаме да ги искритикуваме и така натаму. Мислам дека може би ова не е карактеристика само за кај нас, но на што јас сум го сватил е следново. Ако не се восхитиме на подобрите луѓе од нас,
не можеме да научиме ништо од нив. Ако само сакаме да го омаловажиме туѓиот успех, тогаш си ја затвараме вратата која што ќе ни овозможи од нивниот успех да украдеме у наводници знаење, за да можеме истото тоа знаење да го внесеме во нашиот живот и постоење и да го постигнеме истото ниво на успех кој што ги имаат тие. Тој е една од карактеристиките на генијалците за кои што зборев предходно, е волноста да стекнат знаење. Ако се восхитуваме на околината, ако се восхитуваме на работите кои што се околу нас, можеме да научиме. Ако се плашиме да ги соочиме препреките и се она кој што ќе ни се испречи на нашиот пат, никогаш нема да знаеме. Љубопитниот ум, заинтересираноста за постоењето е тоа кој што ќе не донесе до ново знаење, а со самото тоа и до успех. И уште нешто на што го сакам да го кажам, мислам дека е многу битно во животот и постоењето да презееме идентитет и улога на некој кој што е професионалец. Поради тоа што професионалноста е таа која што ќе ни го даде успехот во нашиот живот и постоење. Многу е лесно да бидеме аматери. Многу е потешко да бидеме професионалци. А професионализмот бара посветеност, бара дисциплина, бара храброст, бара ризик, бара судирање со проблеми од кои што ќе научиме, бара восхит на подобрите од нас и бара волност од нас да бидеме најдобро од тоа што можеме да бидеме за сето тоа да им го дадеме на другите. И колку сме подобри во давањето на другите луѓе, за тие да имаат бенефит од нашето постоење, толку посигурни се чувствуваме и толку покомпетентни се чувствуваме. Ви посакувам убав саботен и неделен ден и ве поканувам да бидете тука и наредната недела со нас. А за сите кои што се заинтересиравте во оваа емисија, да дознаете нешто ново, ве упатувам на социјалните мрежи кај што може да ги гледате и другите епизоди од Откриени тајни или слободно можете директно да ме контактирате на мојот мобилен телефон. Имајте убав ден!